Денеска, во рамките на посетата на Преспанскиот регион и општина Ресен, направивме обиколка и на Преспанското езеро за прецизирање на спроведувањето на препораките и акцијските планови предложени од експертите за одржливо управување на Преспанското езеро. Без разлика што сме соочени со факторите на кои не можеме да влијаеме, како што се климатските промени и актуелната временска ситуација, препораките што произлегуваат од студијата и акцијскиот план со конкретни мерки и временски рамки укажуваат дека излезните решенија за ревитализација на Преспанското езеро ќе се организираат во 3 фази. Првата фаза, која опфаќа анализи, студии, препораки, средби на засегнати страни, во голем дел е веќе спроведена, додека за следните 2 фази клучна ќе е иницијативата и кај соседите, па во таа насока ќе побараме трите земји да му дадат нова динамика и на проектот за комплетна заштита на Преспанско езеро, подржан од Европската унија и на конкретните активности. Во делот на краткорочните мерки, владата ја подготви одлуката за определување на финансиски средства за општина Ресен во висина од 44 плюс 40 милиони денари, кои ќе бидат наменети за чистење на површините на езерото, каде што е водата повлечена, посебно во делот кај некои од плажите. Чистењето на овие површини од тињата и од остатоците од дрва и други материјали ќе се изврши со посебни бродови опремени за таа намена, кои нема да наштетат на биодиверзитетот, а ќе го овозможат понирањето на водата и сигурен и стабилен воден режим, посебно во летниот период. Во рамките на втората фаза на ревитализација се предвидени и мерки за напредок на активности за изградба на современи прочистувачи на сите отпадни води кои се влеваат во Преспанското езеро. Дека нашата грижа е континуирана покажуваат и нашите дела. Владата издвои 80 милиони денари за земјоделците кои претрпеа штети од невремето. Сите граѓани на Преспанскиот регион веќе ја препознаа оваа грижа. Наша обврска е да ја покажеме таа грижа и Преспанското езеро да се сочува денес за идните генерации.